Добро утро, колеги. Скопје секојдневно создава тони отпад, а паралелно со редовното собирање се води и битка со дивите депонии кои никнуваат во речиси сите општини. Колку е чист главниот град, дали има доволно ресурси и како предпријатието се справува со предизвиците на терен? Одговори на овие прашања утрово во Македонија на утро бараме од ВД директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена, Драги Митковски. Директоре, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро и од мене, поздрав до гледачите на Македонска радиотелевизија. Ќе започнам со тоа дека во месец јануари се подигнати околу 13.000 тони на отпад. Дали оваа бројка е вообичаена или пак бележите зголемување во однос на минатата година? Па да, тука некаде е просекот на месечно подигање на отпад. Значи, во просек се обично тие количини, на ниво на годишно подигање е некаде од 150.000 до 155.000 тони. Значи 13.000 за месец јануари е некоја бројка што во просек оди и во другите месеци. Са малку јануари е покарактеристичен месец, нели, тука се празниците, граѓаните се повеќе во домовите, се одлага малку поголема количина, меѓутоа во просек е таа количина на отпад. За жал, мислам дека е прилично се уште високо тоа ниво на отпад. Се трудиме да се намали, меѓутоа тешко оди бидејќи еден дел за да се намали вкупната количина на отпад е процесот на селекција. Ние се уште сме многу малку процентуално застапени во селектирање на отпадот, така да таа количина од прилика е тоа на месечно ниво. Паралелно со собирањето на отпадот се расчистуваат и дивите депонии. Колку локации се исчистени, кои делови од градот се најкритични? Па вака, за жал, таа категорија на отпад и овие, како што ги нарековте, депонии, мини депонии низ градот се еден од, би рекол, и најголемите проблеми за воопшто за нас као јавно предпријатие, меѓутоа воопшто и за градот и за граѓаните. Тоа колку, значи, такви мини депонии имаме низ целата територија на градот Скопје и екипите на јавното предпријатие се нон-стоп на терен. Значи, чисто за информација, за месец јануари имаме некаде околу 2800 метри кубни соберано тој вид на отпад, но верувајте, тоа нон-стоп се повторува и еден од поголемите проблеми е управо таа категорија на отпад, поготово што имаме некаде 3-4 вака микролокации, така наречени црни точки, како што рековте, кај што перманентно во континуитет, малтене секој ден или секој втор ден се крева тој вид на отпад, меѓутоа пак се натрупува. Тоа е Никола Карев буливарот, овде кај на Пластичарска, имаме во Кисела вода една локација, Маркет Томи, мислам дека е, тука е локација една исто Боца Иванова према Бутел, Карши гробиштата, една локација, еден паркинг простор. Значи, тоа се тие локации кај што перманентно, нон-стоп се одлагаат големи количини на оваа категорија на отпад. Директор, изминатиот викенд поставивте подземни контејнери во општина Чаир. Какви активности превзема предпријатието за подобрување на хигиената во главниот град? Па да. Поставивме една микролокација во општина Чаир за подземни контејнери. Видете, тој проект кој се покажа многу добро. Значи, еден од најдобрите проекти за одлагање и подигање на комунален отпад. Започнате некаде во 2012 година и во моментот имаме 43 локации на територија на град Скопје со некаде околу 113 подземни садови, односно контейнери. За жал, некаде после 2017 година беше прекинат тој проект, не се инсталираа нови инсталации. Со доаѓањето на градоначалникот Орце Георгиевски,
и во неговата програма и во залагањето. Тој проект се обновува и воопшто мислам, користам оваа прилика да кажам дека проблемот комунална хигиена е многу високо на агендата на градоначалникот Георгиевски, се разбира и мојот ангажман околу тоа. Ние во моментот сериозно работиме на овој проект, значи се мапираат локации на територијата на градот Скопје и во многу скоро време ќе имаме промовирање на уште повеќе нови инсталации на овие системи. Тоа е еден доста успешен систем. Целиот отпад е под земја, немаме миризба, немаме она одлагање околу самите контейнери овие кои се на земја, така да доста успешен. Располага ли комунална хигиена со доволно механизација, возила и ресурси за да одговори на сите потреби од градот? За жал во моментов не располага, но ние пак ќе повторам со помош на градот, со од внатре наше максимално залагање правиме максимални напори да одржиме некој континуитет, оној што е достоен за третирање на комуналниот отпад. Само за информација, значи кога почнавме ние тука со моето доаѓање во ноември месец, затекнавме некаде 17 возила во јавното предпријатие, што апсолутно е далеку од бројка која ги задоволува потребите. Чисто за споредба, во пресек ќе направам 2017 година, предпријатието имаше некаде 120 возила, од кои 80 беа во извонредна вака кондиција, значи со просечна старост некаде околу 3 години. Значи тоа е 2017, 80 возила во извонредна состојба. Сега сме 2026, 17 возила со просечна старост 13 години. Така да, меѓу време да не заборавиме колку нови згради, колку се зголемил градот, колку нови жители. Така да правиме напори во тој дел. Имаме најави за зголемување на возниот парк со помош и од Министерството транспорт и врски, од владата и со помош од градот Скопје, нешто внатре од предпријатието, за да постигнеме еден солиден континуитет во работењето. Со какви предизвици најчесто се соочувате на терен? Дали станува збор за недоволна инфраструктура, но и несовесни граѓани? Па и едното и другото. Мада би рекол многу повеќе во второто, околу совесноста. Знаете како, ние како предпријатие вложуваме максимални напори од едукативен карактер да граѓаните колку можат повеќе, нормално и преку вас медиумите, колку можат повеќе бидат известувани и упатувани како воопшто да го третираат комуналниот отпад. Меѓутоа резултатот за жал е на многу ниско ниво и воопшто тоа ниво граѓанска одговорност како граѓани е на многу ниско ниво и затоа мислам дека најверојатно ќе треба да се превземаат малку по некои други мерки за да навистина го постигнеме резултатот, поготово во овој дел, како што напоменавме пред малку, во делот на кабастиот отпад. Значи тоа е, мислам, еден проблем кој што апсолутно имаме многу голема неодговорност од граѓаните. Ние знаете како сите ја често го говорам тоа, сите Европа, тоа ние вака не го вадиме тој термин од уста. Меѓутоа во Европа не се оди со одлагање на фотелјата од дома во контейнер или душиците покрај контейнерите. Така да мислам дека тука навистина треба многу да одиме во таа лична граѓанска одговорност пред се. Господине Митковски, за крај на нашиот разговор, која е пораката, што е потребно институциите, но и граѓаните да направат за Скопје навистина да биде почист и поуреден град? Па, пораката. Не треба многу нешто да се направи. Освен тоа што го говориме, да бидеме и колективно и лично одговорни. Значи, и институциите и граѓаните. Затоа што се трга од тука. Значи, ако ние лично
бидеме одговорни, ако ние лично сакаме да си ја заштитиме и средината и начинот на живење, многу малку треба да се направи, да се почитува тоа што се законски регулативи, да се почитуваат упатствата и од нас како јавно предпријатие и од медиумите дека отпадот е нешто специјално и дека треба да си има свој начин на третирање онака како што е поставено, така да нема нешто специјално, меѓутоа само одговорноста и почитување на мерките и законите. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Утрово во Македонија наутро разговаравме со директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Драги Митковски за тоа како функционира предпријатието, со каква механизација располага, но и колку тони на отпад биле исчистени во изминатиот период.